Речиси секоја недела на магистралниот пат Битола-Ресен има жива блокада. Секогаш ако се снема струја мора да го блокираме патот. Живот во дивоградби, во дива населба, покрај дива депонија. Види што е сега ова дете. Види. Хигиена неки тој, капење неки. Жителите од битолското Картон Мало си ги бараат предизборните ветувања. И му дадевме гласоите и не остаја на нула. Живот како во 19-тиот век. По едно полско веце за повеќе куќи, помалку вода само во подолните краеви. Ова е секојдневието за 2000 роми над Битола, кои често ги полнат полициските билтени. Ова е озогласената дива населба во Битола, каде сите улици и жители се водат под една иста адреса – Караорман 111. Секој семејство овде има посебна приказна, но она што сите ги обединува е фактот што живеат живот кој не наликува на 21. век. Купи 30 блока клај ги настрана, еве ги. Купи 40 блока клај настрана. И видом, не видом веќе, си фате во овдека место 10 години. Како што сме отука ние. Комшиите исто 10 години, седиме, ама без вода не бива. 56 годишната Елизабета Камбер со години живее во страв за своето и за здравието на најблиските. Ете како живее. Овдека се живее кај куќата моја што све без вода, без канал. Храна доволно нема децата. Нема храна. Значи, хигиена нема. Зараз паќа децата наши керко овдека. Едно дете да ти падни болно, или инфекција, ете, гледате, сама, нема вода. Со што да изметам јас, со што да ичистам, кажи ми. Со вода све се прави. Водата е хигиена, полина, здравие. Немањето вода и канализација се само дел од проблемите за жителите на ова мало. Децата немаме да ги школуваме, немаме услови, 1800 денари социјално живееме. Ниедно дете овде од нашите од ромите не е школовано. Тек тук дали има 10 души, 15 школовани. И не се навработа децата што се школовани. Ако не е железово и стара и шишина пластични, не можеме да живееме. 1 тон шишина да собериме 10.000 денари. А ти знаеш колку вреќи треба? 30-40 вреќи од тие големите за да собериме 1 тон шишина. Табу тема во населбата се зависноста од дрога и проституцијата, иако зад камерата повозрасните признаваат за овие проблеми. Животот на младите кои не одат на училиште а мораат, поминува во безделничење или тренирање кучиња за борби. За најмалите и покрај лошите услови, доволно е малку сонце за да излезат и да се дружат. Со животот во населбата е запознаена и новата градоначалничка на Битола, Наташа Петровска, вели неформалниот представник на ромското мало. Тој тврди дека лично лобирал кај ромите да гласаат за СДСМ да ја добие локалната власт. Дива градба е. И треба да се урбанизират, да се стави улица и бројови да имаме сите. Пребидејќи ова населба е на диво. А тоа не ги интересира во општината. Ги молам надлежните лица кои се представени во општината, нарочито Наташа. Таа добро мене ме знаат и јас лично со неа бил сниман кога беа изборите. Прибирајќи сакам да докажам. Таа што ни обеќа дека ќе почнат за март да работат, да постават патот да го направат, водата да постават и канализацијата. Ги молиме да не биде со лага-ага. Туку сакам, она што е ветеното треба да се представи. Треба да постава континери, да се фрла ѓубрето во континери. Сега, целиот отпад и изметот завршуваат на дива депонија, која е речиси споена со куќите. Депонијата честопати гори, за од гумите да се извади жица и така да се дојде до некој денар. Но сметот се користи за протести. Со палење на отпадот и со жив штит, жителите го блокираат патот како протест за исклучената струја. Дури и тие што имаат, се жалат на слаб напон.
Поради немање на струја и немање вода. Зошто ви ја блокираат струјата? Па сигурно евентуално од неплаќање. А зошто не плаќат? Абе по социјална парична помош сме. Значи секој население кој имат 4-5 души зема 1000-1500 денари. Парична помош, како ќе плати тој струја? А никој не е вработен. Ки сите плаќаат редовно сметки за да има струја. Абе што ќе плаќа? Фабриките не плаќаат струја, ги исклучена, ние јас ќе платам со 1500 денари, а имам 6 деца дома. Ќе продолжите да го блокирате патот? Ќе продолжим. Дента кога ја посетивме населбата, жителите не протестираа и ги пропуштаа возилата заресени за прилеп, но кога има блокада, и тешките товарни возила мора да поминуваат низ централното подрачје на Битола. Дури и да не протестираат ромите, на магистралниот пат подолго време сообраќајот или беше целосно забранет, или се одвиваше по само една лента, поради свлечиште на патот. Беа поставени семафори, но набрзо беа украдени. Сега повторно има нови семафори, а и патот привремено е пуштен за сообраќај. Но советничката во општина Битола од граѓанската иницијатива Поинаку вели дека тоа не значи оти проблемите се решени, туку дека ова е последица на градежни активности на влезот на Битола. Таа се обидува да издействува конкретна сеопфатна акција од локалната власт. Како советници, во изминатите 4 месеци, на неколку пати сме алармирале до општина Битола, односно сме барале за овој проблем да се разговара на Комисијата за животна средина, каде би добиле информација што точно се случува горе на патот кој би требало да биде затворен. Она што сме го добиле како информација е нашето качување на лице место и гледање дека навистина таму се палат гуми, има блокади на патот, кои може би се и оправдани. Меѓутоа, проблемот на ниеден начин не гледаме дека се решава. Советничката Илиевска вели дека прогласувањето на градоначалничката за ненадлежна создава револт кај граѓаните. И покрај тоа што сме барале на неколку наврати да превземи нешто општината во врска со тоа, сме добивале одговор дека не сме надлежни како општина да ги решаваме тие проблеми. Сметаме дека тоа не е одговор за нас, сметаме дека треба да се лобира до централната власт, сметаме дека треба да се лобира до Министерство за транспорт и врски, до Агенција за патишта и до сите оние дистанци кои се надлежни да го решат овој проблем. Битола е еден од најзагадените градови во Македонија. Најголем проблем е согорувањето на јагленот и одлагањето на пепелта во рек Битола, најголемиот производител на струја во земјава. Возилата кои принудно транзитираат низ градот се дополнителен загадувач, а трет извор е чадот од депонијата во ромската населба. 360 степени побара став од градоначалничката за случувањата на магистралниот пат и за животот на ромите, кои се надеваат на помош од општината. Таа не ја прифати поканата за интервју. Од општината писмено ни одговорија дека не се надлежни за патот. Тврдат дека девите депонии постојано се чистат и дека се бара решение за жителите од таа населба. Наскоро ќе започнат активности за подобрување на електричната мрежа за напојување со електрична енергија во домаќинствата. Проектот ќе се реализира во 2 фази и ќе изнесува над 5 милиони денари. Легализацијата на дивоградбите ќе се одвива исклучиво во рамки на законската регулатива, така што секој што ги исполнува законските услови ќе може да легализира објект. Сепак, за еден дел од населбата која е на исклучително лоша местоположба, дополнително влија и тоа што не се презеле никакви мерки во минатото, така што сега е исклучително тешко да се најде решение. Зошто нема вода? Одговор не добивме. Во меѓувреме, анархијата во битолското ромско мало продолжува. Непосредно до најголемиот произведувач на струја, луѓето живеат во темнина, но и во надеж дека пролетта сепак ќе донесе малку светлина во нивното секојдневие.